Почитувани гледачи, добре дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Една интересна тема имаме за вечерва, која што некако природно се наметна по сите оние празнични денови кои што ги поминавме и секако во контекст на денешниот и вчерашниот празничен ден. Македонија е навистина мала земја, меѓутоа земја која што е особено богата со историја, со традиција, нешто што предизвикува волшебно чувство на убавина. Нашиот народ секако знаете дека има навистина многу обичаи кои што меѓутоа се разликуваат во различни краеви од земјата. Она што е интересно е тоа дека некои обичаи се толку спротивни и се одбележуваат не се одбележуваат воопшто на истиот ден. Затоа од каде потекнуваат обичаите, што на што го досега што го истражиле етнолозите, како црквата всушност налага дека треба да се празнуваат овие денови, првите денови од новата година, поточно Василица, ќе знаете во продолжение доколку останете на програмата на телевизија Нова. Имам двајца гости кои што имам чест да им посакам добре дојде во студиото и секако пред гледачите на телевизија Нова. Отец Томе Петковски, добре дојдовте, среќни празници. Благодарам, добро ве најдов. Секако среќа и успех за сите гледачи на телевизија Нова. Ви благодарам. Даврин Трпевски, етнолог, добре дојдовте, среќни празници вам. Добро ве најдов, среќни празници на сите. Посакувам успешна нова година. Што е она што на почетокот на новата година си го посакувате лично и секако на вашите најдраги? Здравје. Тоа е најбитно здравјето и потоа следат сите други потреби животни, разбирање, мир, љубов меѓу семејството, секако и пошироко. Ни почна новата година некако со настинки, со грипови, со високи температури, со тоа постојано како едни со други си се жалиме дека сме настинале, дека се уште имаме проблеми со кашлање или кивање, претпоставам здравјето е она што си го посакуваме, така. Затоа ќе се извиниме уште на почетокот, ако закашламе малку, да ни простат гледачите. Ќе биде оправдано. Така, нема да ни замерат гледачите. Споменав дека ќе зборуваме за претежно за обичаите кои што се поврзани со Василица, меѓутоа еве ќе споменаме и обичаи кои што се поврзани со сите празнични денови од почетокот на новата година, меѓутоа и воопшто со сите останати празници. Да почнеме со тоа дека на 14 јануари всушност не се одбележува еден празник, меѓутоа се одбележуваат три празника: Обрезание Господово, Свети Василий Велики и православна нова година, или ке нашиот народ позната како Стара нова година. Отец Томе, може ли да ни појасните што означуваат сите овие три празника одделно? Така е, на овој ден, на овој празник, на 1 јануари според стариот или јулијански календар, или на 14 јануари според григоријанскиот или новиот календар, се сопаѓаат три празнувања. Како прво го празнуваме обрезанието Господово Христово, а тоа е 8-миот ден после раѓањето. Според еврејскиот закон, секое машко дете, првородено, требало да биде обрезано, да го прими тој завет, што значи завет со Бога, со кој чин се осветува, се зближува со Бога и се очистува. Така што и родителите на Господ Исус Христос го донесуваат во 8-миот ден во Јерусалим, Јерусалимскиот храм, и тој го прима овој чин, обрезание, што е завет или нешто слично, како не слично всушност како нашето крштевање, зашто со крштевањето, односно со обрезанието, се станува член на црквата и соединување со Бога. И тогаш му е дадено име според најавата на ангелот Божи кога се јавил при раѓањето, да се вика Исус, што значи Спасител, и Христос, помазаник. Така Господ Исус Христос го прима, го извршува овој закон, иако тој на едно место вели: јас не сум дошол да го нарушам законот, односно Мојсеевиот закон и правила, туку да го исполнам, да го дополнам, да го совршам и да го осовременам. Он немал потреба како богочовек да го прими овој завет, но токму тоа неговата човечка природа го налагала и извршувањето и послушноста спрема законот Мојсеев. Така што овој празник е прв после Рождеството Христово, кој е Господов празник и се празнува токму на овој ден, на 1 јануари, односно 14 јануари по новиот календар. Со овој празник, со обрезанието, се совпаѓа и денот, споменот на Свети Василий Велики. Свети Василий Велики е познат во црковната историја, во црковната патрологија, како голем учител црковен, голем угодник Божи, свештено лице. Тој потекнал од богато семејство, роден 329 година и бил епископ во Кесарија Кападокиска. Тоа е Мала Азија или територија сега која што ја има Турската република. Тука тој
бидејќи воспитан христијански, напредувал многу брго, изучил науки доста, писател црковен е и создател на литургија Василијева, што се вика, што ја служиме 10 пати само во годината, вклучително и на овој ден. Свети Василиј Велики немал проблем, туку со своето внимание, со својата добродушност и милосрдност спрема луѓето навлекол една омраза од епископот тогашен Кесарийски, кој се викал исто Василий, и така Свети Василиј се оддалечил од Кесарија, отишол во пустина, таму да го продолжи животот свој и по смртта на епископ Василий станува епископ Кесаријски. Така што и овој ден, според Свети Василий, се нарекува Василица и после повлекува многу обичаи, традиции. Тоа ќе слушнеме од професорот етнолог кој што ќе ни објасни поопширно. Најбитно е на овој ден, значи, да се обрне внимание и почит кон Свети Василий, се разбира и кон празникот Обрезание, кој што исто така пак, еве, според стариот календар е и Нова година. Како што споменавте, во нашиот народ наречена православна или стара Нова година. Тоа кажува дека таа е постара од ова сега што ја славиме, значи под постаро време постои, како почеток на новото лето Господово, и во таа новогодишна на тој новогодишен ден црквата има посебна служба со молебен за успешно лето следно, за успешна година која следува. Тоа се црковни правила и обичаи кои што ги правиме секоја година, но поврзани пак според големата традиција, големата историја црковна, која што споменавте во нашиот народ, постојат разни обичаи, разни верувања, па дури испреплетени се и суеверија, кривоверија, празноверија, пагански работи некои. Сега, тука јас би сакал малку во неколку црти да објаснам. Многу и наши колеги, теолози, велат дека некогаш се преплетуваат и пагански обичаи во народните, во вистинските обичаи народни. Секако дека паганизмот постоел кога се ширело христијанството. Така? И сега некои пагански обичаи кои што имале некоја блиска врска со христијанската традиција се можеби примени, но некако понатаму да се изведуваат како пагански обичаи. Туку тие се христијанизирани, оттаму исчистено се што е паганско и тие остануваат чисти христијански обичаи. Во христијанството, во нашата наука, во теологијата, во службите, пред се службата е таинствена работа, врска духовна со Господа, со Бога, преку сите чинови што ги правиме, светите тајни, да има и видлива страна. Јас само ќе спомнам при крштавањето. Крштавањето е соединување со Бога во духовна смисла, но видливо има и средства кои што се употребува, тоа е водата, светото миро, елеот. Значи водата како символ на чистота, на чистина, на очистување се зема како средство, за да можеме ние визуелно да го доживееме тој чин. Така и во другиве обичаи, во другите служби постојат такви пропратни средства кои што придонесуваат да можеме да го сватиме тој свет чин. Иначе, ако е само како духовна страна, да речеме како што се во многу протестантски религии, таму само учењето, верувањето во Бога, толкувањето на Светото писмо, нема ништо, ни причестување, ни крштевање, нити свети тајни други. Тоа е битно да се каже. Значи, ние како црква се трудиме таквите обичаи кои што не се, да речеме и пагански што биле, или стари, кои што не се христијанизирани, не се осветени, тие да се отстрануваат настрана да се прават. Од и христијанството, самото христијанство, тоа се надоврзува на еврејската религија. Така, постоел Стар Завет, Мојсеев закон, и Христос кога дошол, он рекол, не го нарушувам тој закон, си останува, и ние денес кога почитуваме Стариот Завет, меѓутоа се базираме, веќе сме ние продолжение на Стариот Завет, но во нова религија, христијанска, Христова, која што навистина еве 2000 години постои, ќе постои секој да постои овој свет. И токму заради тоа 2000 годишно постоење на таа христијанска религија, овдека кај нас во Македонија постават многу обичаи испреплетени, вие споменавте во разни краеви, на разни начини се празнуваат празниците, разни обичаи има. Мене често пати ме прашувале, како и вие што ќе ме прашате веројатно, зошто има таква разлика? Одговорот е многу јасен и едноставен. Ние имаме 2000 годишна и повеќе традиција христијанска овде. Пред
17 години прослави светот 2000 години од постојањето на христијанството, а ние од присуството на христијанството прославуваме. Зашто што првиот век, после 43-та, 5-та година, Свети апостол Павле доаѓа и ги формира првите црковни општини, заедници во токму Македонија. И сега за 2000 години нормално е дека ќе се испреплетат многу традиции, различни обичаи се, но сите во иста смисла и за иста цел се прават. Токму така. Она што е значајно е тоа дека обичаите потекнуваат многу одамна од минатото и не поврзуваат со предците. Често пати велиме дека јазикот, например, е она што го дефинира нашиот национален идентитет. Меѓутоа, може ли да се замисли еден народ без обичаи? Па јас еве во книгата имам напишано една поговорка, која што не е поговорка, туку една сентенца, која што Вистина. една вистина, која што е напишана од Ѓорѓија Пулевски, нели, кој што живее во 19-тиот век вика: народ се велите људи кои се од еден народ и кои зборуваат еднаков збор и кои живеат и се другарат еден со други и кои имаат еднакви обичаи и песни и веселја. Понатаму тој продолжува дека македонците така се народ и така натаму. Така што македонскиот народ има богата традиција и многу обичаи. Ова книга која што ја напишав минатата година е само еден мал дел од она што досега истражено на територијата на Македонија. И не дека се истражено, понатаму предстојат многу предизвици кои што може да се истражуваат, така што многу делови на Македонија се уште не се истражени. Кога станува збор за празникот Василица, во етнологијата и антропологијата не може да не се спомне тоа дека всушност овој празник е само еден дел од еден цело комплекс, кој што е новогодишен комплекс, кои што се надоврзуваат неколку празници еден со други во еден комплекс, како што викаме новогодишен комплекс, а тука влегува и празникот Коледе, Бадник и Божик. Всушност, проблемот е околу тоа што ова е всушност стара нова година. Со промената на едниот календар во друг календар, нели, јулијанскиот со грегоријанскиот, кога е прифатен грегоријанскиот календар, оваа година која што денес Василица е именувана како стара нова година, бидејќи според новиот календар грегоријанскиот веќе имаме една нова година. Значи тоа е први, а ова веќе е 13 јануари. Работата е во тоа што целиот овој комплекс новогодишен во старите верувања, значи предхристијанските верувања, се поврзува со зимскиот солстици, значи тоа е зимската краткодневница, која што е 21-22 декември, не ме држете се збор, кога во предхристијанските верувања луѓето веќе сфатиле дека на тој ден, значи тоа е најкраток е денот, најдолга е ноќта, и веќе од тој ден, од 22 декември натаму, веќе почнува денот да се зголемува. Целата идеја, односно представа, или како тие слики што ги имаат своји замисли архаичните луѓе, старите луѓе, значи сметале дека треба да се потпомогне на некој начин сонцето за да се врати вегетацијата на земјата. Всушност целата таа филозофија е поврзана околу тоа. Од тие причини целиот овој период, почнувајќи значи уште од Варвара, 17 декември, Света Варвара, продолжувајќи понатаму на другите празници, Свети Никола исто така, исто понатаму Свети Спиридон, 25 декември, па и празниците кои што следуваат, продолжуваат со Коледе и со Бадник, односно Божик, се поврзани со палење на огнови. За Коледе, нели, народот пали огнови, за Василица исто така пали огнови во многу делови од Македонија, а во минатото постојат информации дека огнови се палеле почнувајќи дури од Света Варвара. Се верувало дека на Варвара се заварувал денот. И тогаш всушност што значи тоа? Викаат дека од тие денови после Варвара денот ќе се покажува како пиле у јајце. Значи почнува денот се повеќе да расте за разлика од ноќта која почнува се повеќе да се намалува. Значи сето тоа е поврзано со едно такво верување дека треба да се помогне новото сонце. Тоа е такви се верувањата, така има таква една теорија дека всушност сонцето е Бог и дека
треба да му се помогне на новиот Бог, новото сонце кое што се родило тогаш, кое што се повеќе се зголемува, треба да му се помогне со тоа што ќе се палат огнови за да се засили неговата сила. Моќта неговата може да се засили што повеќе, за тоа повеќе да свети, за да ја врати вегетацијата на земјата, за луѓето повторно да може да си посеат, за повторно може да родат нивите, за да може да имаат храна и слично. Така. Сето тоа и понатаму, пак ако веќе се малку разговараме и околу тоа за најпознатиот или како да кажам, најпопуларниот лик поврзан со сите овие празници е Дедо Мраз. Дедо Мраз не е ништо друго, туку еден остаток или некоја она што денеска го имаме, значи како Дедо Мраз, е всушност претходи на многу постари митови кои што се на кои што се налепиле многу понови елементи. Тука се налепиле дури атрибутите што ги носи Свети Никола. И затоа денеска во денешните представи за Дедо Мраз, всушност и во минатото, нели, Свети Никола бил тој кој што делел подароци. И оттаму тие атрибути кои што ги имал Свети Никола, всушност се залепени на овој денешен популарен, речеме, лик, кој што представува типичен палепсист, односно палепсистна личност, кој што има многу постари елементи кои што се залепени токму на ликот на Дедо Мраз. Што се однесува до Василица, интересно е тоа дека Василица паѓа во период на така наречени некрстени денови од Божик до Водици. Целта всушност на сите овие, како што ги нарековме, пагански, меѓутоа и предхристијански обичаи, одамнешни обичаи кои што се прават на тој ден, се поврзани со отстранување на лошите демони, понатаму на обезбедување среќа, можеби делумно на предвидување на својата среќа во следните денови во следната година. Ајде малку да го појасниме. Тука нема вистина во црковното учење, зашто нема некрстени денови. Тоа мислење и народот си го припоел, си го усвел, бидејќи Христос, значи, се родил на Божик, на Водици се крштева. Тие денови заради тоа ги сметаат некрстени, меѓутоа вака народно верување, меѓутоа официјално, реално нема. Пробал народот некако да си го објасни тоа. Да, народот си го веќе го прифаќаат. Имаше, да речеме, во минатото традиција кога во тие денови вистина помалку се крштева дечињата се, но веќе како одминува времето, тие се обучени, тие знаат дека тоа е една традиција на верување кое што повлекува, како што рече професорот, со раѓањето на новата година, со создавањето на услови веќе за нов живот, за растење на нов живот, така да на разни начини да се помогне, да се измоли од Бога, сега да во христијанскиот свет, порано боговите или други идоли, за да на самите луѓе им се помогне во таа смисла. Некрстени денови во смисла да не се крштева нема некрстени денови. Христос се родил на 7 јануари, односно на 25 декември, се крстил на 6 јануари или 19 јануари, ма не истата година, после 30 години се крстил, така. После 30 години на големство. Така. Тогаш се сметала 30 годишна возраст за зрелост и тој тогаш всушност се крштева со крштевањето за да може да излезе на јавна проповед. Јавно да проповеда, така налагал Мојсевиот закон, еврејскиот закон. Така што се уште вирее таа мисла кај луѓето некрстени денови и тоа останува токму тие некрстени денови кои што можно е да привлечат, јас тоа не сакам сега да влегувам, етнолозите побаво го знаат, да не навлезе злото, затоа во тоа време се прават тие представи, драми, разни песни, начини преку манифестации видливи за да се истера злото, за да се привлече вниманието за доброто. Да позборуваме за таа потреба да се истера злото, за тие интересни, сушност своевидни магиски дејства, нели, да се заштитат од негативните демони, од сето она што може да им донесе лоша среќа, несреќи. Па за Василица и еве почнувајќи всушност од Божик па до Водици, всушност се тие 12 некрстени денови кои што народот си ги објаснил. Верувањето кај народот е дека токму на Божик е роден Исус, а додека крштевањето било на Водици и тие 12 дена, но тој како што кажа отецот, немал 12 дена кога бил
Така, ама си крстен, туку останало. би си останало така, но тие така луѓето така веруваат и всушност тие 12 дена се наречени во народните верувања кај македонците се наречени некрстени денови. И сега во рамките на тие некрстени денови постоело верување дека во тие 12 дена шетаат лоши сили, лоши демони, кои што прават лошо на луѓето. Така што дури се верувало дека не треба да се шета, обично во вечерните сати, да не се шета надвор сам, без придружба. Од тие причини пак луѓето организираа на различни свечености или обредни поворки кои што се под маски, со кои што сакале да ги исплашат и да ги избркаат лошите демони. Така што во различни делови на Македонија постојат различни имиња за сите овие групи кои што се движат, кои што се именуваат, нели? Некаде ги викаат како суровари, како суроваскари, суроваскаре, сурвари, некаде джамалари, джоломари, джамалджи, не знам, ешкари и така натаму. Значи има василичари, бабари, според изгледот или според действијата што ги правеле. Да, различно различни предели различно се нарекуваат. Така што сите тие се навидум слични, но имаат доста разлики меѓу себе. Например, кај нас најпознати, можеме да кажеме се, нели, денес како најпопуларна манифестација, сега веќе целосно е, како да кажам, можда и комерцијализирана или популаризирана, не знам како да кажам, Василичарскиот карневал кој што се одржува во Вевчани, кој што е изместен на некој начин веќе од тие првични форми, каде што веќе станато толку масовно и веќе е изгубено смислата на некој начин, туку се е вставено веќе во делот на популаризација на селото и слично. Но исто така има и доста во одредени места има доста тие архаични елементи се прилично зачувани, како што е на пример джоломарите во селата Ресава и во Бегниште, во Тиквешијата. Кавадаречки. Села се тие, каде што прилично зачувани стари елементи кои што и ден денеска се практикуваат. Она што е карактеристично за сите овие, не само за джоломарите, и за василичарите, и за бабарите, е тоа што се изведуваат драмски елементи, каде што всушност совлегувањето во кај домаќинот, во дворот на домаќинот, се изведува одредена своевидна драма. Така што има повеќе ликови, каде што најчесто се може да бидат свештеник, зет, невеста, свештеникот ги венчава зетот и невестата, па во понова варијанта има и доктор се јавува, се јавуваат и коњи има, некои глумат коњи таму. Се ова и стара баба која што стара баба се јавува, различни места. Свекор, свекрва. Така се Богомила, така е свадба, значи. Да, свадба, тоа се свадби, најчесто свадби. Маскира, не знам никој кој е, дали е машко или жена. Да, најчесто кога тоа се исклучиво машки лица кои што ги. Зошто само мажи ги изведуваат тие обичаи? Па сега тука тоа можеби треба да се барат. Тоа нешто останато од старо време, да, остатоци, земете предвид само тоа дека во минатото, во театрите, во античките театри, на овие простори овде на Балканот, театарските представи, сите улоги ги играле мажи. Дури и во времето на Шекспир, нели? Познатиот театар на Шекспир. И во таму, да, секаде. Можеби заради временските прилики. Па можеби тоа, имаме можеме да бараме многу причини зашто тоа така, има многу логична поврзаност, но ете, тоа е така. Што сакав да кажам, значи сите тие имаат одредена улога, исто тоа се случува, таа драма се случува, трае 10-15 минути и исто тоа на крај може да се случи некој да умре, па докторот доаѓа го оживува и така натаму. Значи тоа е типична драма која што се случува. Која е символиката на маските? Маските навистина стана символ за обичаите што се поврзани со Василица и со карневалите. Добро, сега кај нас се форсира се повеќе терминот карневал, што е сепак разлика. Значи овие се маскирани обредни поворки кај нас ги нарекуваме ги во етнологијата. Карневал е веќе нешто ново, модерно што сега последниве години влезе на овие простори. Претходно такво нешто не се користел тој термин.
Причината, како што ви кажав, е целта да ги избркаат лошите сили. Дури во некои места, на пример, во, да речеме, во Егејскиот дел на Македонија, дури и во Бојмија, тоа е во Гевгелиско денеска, овие вакви обредни групи постојат и се викаат русалии, кои што имаат за цел исто така да ги избркаат лошите сили, кои што исто така шетаат во овој период на некрстените денови, кои што, нели, за разлика од овие што се маскирани, овие не се маскираат, туку се облечени во народна облека, која што е свечена облека, која што носат со себе сабји, кои што викаат калачки, нели? И еден има носи секира, балтаджија е тој. Балта е, нели, терминот за турскиот термин за секира. Кои што замавнуваат и всушност тоа ги се борат со некои замислени, можеби, надприродни суштества кои што треба да ги избркаат надвор од целото, надвор од просторот каде што тие живеат, да ги излекуваат болните и слично. Сега во турскиот период, во времето на Османлиската империја, бидејќи постоело често пати кога ќе сретнале две различни групи, од едно село и друго село, две групи така кога се сретнале, често пати настанувале борби, имало и жртви, така што многу често може да се најде бабарски гроб, не знам, русалиски гробишта и така натаму, како термини денеска ги имаме како локации. Турската империја, односно турските власти забраниле да се носат вистински сабји за русалиите и од тогаш веќе некаде од крајот на 19-тиот век веќе носат дрвени сабји, калачки, кои што само имитираат вистинска сабја, но тие не се вистински сабји, токму за да го спречат водењето на војни на некој начин меѓу себе на овие групи. За се забрани тоа меѓусебно убивање. Она што се наметнува како прашање во продолжение се тие можеби во некоја мерка и претерувања со овие популарно, нели, во денешно време наречени карневали или маскембали или како да ги наречаме. Се претерува со црниот хумор, се претерува со пиењето, се претерува со лудувањето. Кој е вашиот став за ова? Тоа се случува во сите свечености, во сите манифестации. Пред малку видовме во Брни што се случи, и тоа е исто така, од претерување. Секој ќе се пречекори. Свети апостол Павле вели, се ми е дозволено, значи се ми е на располагање, ама се не ми е на корис. И затоа тоа се зависи од воздржаноста, од умереноста на луѓето. Во секоја смисла, значи треба да има ограничување, да има некоја линија која што навистина не треба да се пречекори и да се сочува треба и самиот чин, самата таа манифестација во едно достоинство, а исто да се спречат и лоши крвопролевања или други, не дај Боже, несреќи. Тука секако дека ние како црквата, па и воопшто и сите хуманитарни организации, воопшто кој да е човек свесен, совесен, треба да се бори против таквите неумерености и претераности кои се случуваат, а се случували и се случуваат и денеска во секој вид на правење и веселби, па дури и тажни моменти кога се. И при овие секако манифестации кои што се изведуваат сега, тие се надврзуваат, како што рекоме, оваа година некој го направил вака, другата година нешто да биде поинаку и нема некој ограничување, некој сценарио, некоја режија да ги ограничи, до тука може, понатаму не може. И затоа имаме разноразни појави, немири, сцени, но сето тоа зависи, може би, не знам, од луѓето, самите луѓе, ни организатор не може да го спречи. Овој период најчесто е поврзан со тие сатурнали, порано кои што биле светковини исто така, кои што се празнувале со пијанства и со играње. И може би, барем во етнологијата, антропологијата, постои такво објаснување во науката, дека всушност најголем дел од елементите кои што се вклучени во денешното празнување или на овој комплекс на празнувања кој што се случува околу Нова година, односно Божик и Василица, е дека всушност влечи корени токму во тој период на Сатурналиите, кога се славело токму на таков начин. Ќе направиме кратка пауза да ги погледнеме рекламите, се враќаме веднаш со разговорот во студиото. Останете со нас.
Обичаите и како обичаите се разликуваат во различни краеви низ Македонија е темата на разговор денеска во студиото на телевизија Нова. Разговарам со отец Томе Питковски и со Даворин Трпевски, професор и етнолог. Се обидуваме да дадеме одговор на најчестите прашања кои што се поврзани со македонските обичаи, меѓутоа акцентот секако го ставаме на новогодишниот период, особено на Василица. Она што досега го зборувавме, ги споменавме во неколку наврати тие маскимбали, маскирањата, огновите. Споменавме всушност дека на 14 јануари македонскиот народ празнува дури 3 празника, не само еден. Во продолжение предлагам да поразговараме малку за огновите. Она што еве како вовед да го дадеме е тоа приказната со огновите традиционално почнува со бадник. Годинава Македонската православна црква всушност апелираше да не се палат огнови, туку средствата и дрвата собрани за бадникарските огнови да се донираат во хуманитарни цели. Секако ова беше и во корист на екстремното загадување со кој што се соочивме и во другите градови, меѓутоа еве конкретно и особено во Скопје. Како всушност огнот се поврзува, символиката на огнот се поврзува со овие обичаи? Па има објаснување секако. Огнот има символично значење, значи представува сила, представува светлина, представува моќ и конкретно за огнот што се пали за бадник е смислата, бидејќи Господ Исус Христос се раѓа во пештера каде што нема услови за бебе и затоа пастирите секогаш навечер кога ќе се прибираат, било тоа да е многу студено или да не е, со огинот и се грееле и со огинот и се осветлувале. Така што и раѓањето Христово е во пештера, во студено време и да се стопли младенчето се палел огинот. Сега, како што рековте и како што е ставот на Македонската православна црква, навистина кај нас, како што и јас споменав малку порано, се претерува во сите мерки, во сите манифестации, така и со огновите. Огнови се палеле, се палат многу одамна. Јас веќе 70 годишен сум човек, уште детенце мало знам во моето село, се палеа рано на утро на бадник, но не се носеа дрва, се носеа сламки, слама едно снопче или една ракатка и се фрлаше во огнот, така символично да гори неде саат и половина и се коледарчињата тргнуваа по куќите на Коледе. Меѓутоа, гледката што имавме овде во Скопје, не знам и другите градови, навистина беше непотребно. Наредени по 2-3 метра карми и дрва, тоа е прво, значи, безполезно горење на дрвата, тоа не е веќе некој символичен огин или некоја манифестација која што не може без тој огин што го правеа. И навистина е убава активност и акција на црквата и на сите нас како луѓе, не само заради и загадувањето, и заради тие непотребни трошење на дрвата, секако тие дека може, исто како и храната, која што изобилно некогаш и се фрла, може да се потроши, се даде на луѓе кои што се гладни, на кои што им треба. Така што таа неумереност може да доведе, например, и до забранување на целосно такво правење, таква манифестација, палење огни, кои навистина е штета да се, тие си имаат своја смисла. Тие собири што се малски, селски, улични, тоа се заедници кои што се собираат во името на Бога и го навестуваат веќе раѓањето Христово. Но и таму се претерува со јадење, со пиење, ако е тоа посно. Меѓутоа, треба во сите тие намери, во сите тие действија да има ограничување и да биде тоа символично, не да биде за некое телесно задоволство или за некој, што знам, мегаломански настапувања. Така што ја мислам дека и граѓаните ќе сватат дека црквата не е против генерално да се прават тие обичаи, но да се прават во рамките на дозволеното, во рамките на оно што личи на празникот, на празнувањето. Не да се прават таму оргии, музики. Јас сум присуствувал на такви огнови. Немало пред моите очи немили сцени или пијанство, но секако штом се пие цела вечер ракија, секако дека некој ќе направи грешка и ќе го осквернави тој чин. Тоа, инаку нашиот народ, сите празнувања, сите собори, да речеме пред манастирските собори кога се одвечер со музики, со веселби, со пиење, но не се правило такви мегаломански работи, значи се прави нешто за достоинствено да се одбележи празникот. Така што и овие огнови
според мене, како теолог, како свештеник, како човек кој што сум ги наследил од постарите генерации, мислам дека треба да си останат. Зашто бадникот, палењето на бадниковите огнови е ден пред бадник. Зашто бадник е веќе семеен празник, значи секој треба да се прибере дома и Божик е сега нашиот народ сите празници ги празнува соборно, во заедница, заедништво. И тоа го прави ден пред бадник. И убаво е да си продолжи таа традиција, меѓутоа без поголеми вакви испади и неограничување. Некаде се пали оган за бадник, некаде за Василица, во некои краеви дури веќе навлегле двата обичаи, па се пали и за двата празника. Точно е, мојот крај тоа се прави исто. Така. Смислата е иста, како што рековме, обичаите се надградуваат, се прошируваат, се додава. Црквата нема конкретен став околу тоа. Нема, Кој е правилното, нели бадник или Василица? Па, Так. и едното е правило и Обичаите. другото. Да, обичаите се обичаи, како што рековме, да се прават само во границите на нормалата. Ако може да се надоврзам само на... Да, тоа е она што и вас сака во продолжение да ве прашам, значи Василичарските огнови се всушност нешто што е препознатливо за Василица, меѓутоа и нешто што е препознатливо Како за што кажа, бадник во предходно, различни значи, краеви. огновите ги порано се палеле, значи почнувајќи од Света Варвара, па секој ден до Вие зборувавте и за Василица. символиката да му се даде дополнителна сила на сонцето претходно Да, кажа. тоа е всушност она објаснувањето научно, всушност дека порано луѓето верувале нели во Богот Сонце. Но кога станува збор за ова што сега беше, ако можам да се одобразам сега на Така, МПЦ, што слободно. кажа дека да се забрани на некој начин и да се пали што помалку оган, сметам дека таквите забрани не можат да вродат со плод. Имаме толку историјата всушност еве блиската историја покажа дека тоа тешко може да се спроведи дури во времето на социјалистичкиот период, нели имаше одредени забрани. Да. Каде што се забрануваше да се палат огнови и слично, тоа беше сепак многу една поголема сила од ова што денеска го прави МПЦ, не успеа, значи таа тогашна социјалистичка федеративна република Југославија да го направи тоа, да ги забрани огновите, а не верувам дека ни сега ќе го направи тоа МПЦ. Нити ова што беше сега последниве 2-3 години што се прокламира или се протежира на некој начин да се пеат други песни за Коледе, како што е вечниот Бог, место овие коледарските песни. Ќе се останат. Ја мислам дека ќе се пее и вечниот Бог можеби, но се гледа дека тоа е така насила некако се оди. Но во основа ќе се пеат и понатаму коледарските песни. Така. Која е символиката, што значи тоа прескокнување на огнот кој што вообичаено се прави за Василица? Па тоа не се прави само за Василица, значи тоа се прави за на многу празнувања. Например, често во пролетните празници и на Ѓурѓевден се прави, за Иванден, за Ѓурѓевден и за младенци некаде се прави, така натаму, тие пролетни празнувања често пати се прерипува со цел да се прочистат луѓето. Значи верувањата е дека да се прочистат, да се убијат сите болештини што со себе ги носат луѓето. Такви се верувањата. Сега некое научно објаснување за тоа нема. Зошто тоа? Можеби тоа има некој религиозно исто нема. Можеби тоа некои остатоци од некои други верувања кои што денеска се целосно се заборавени, а ова се само некои рецидиви, односно остатоци кои што денеска се проврекле и понатаму постојат, нели, ги има, се практикуваат. Но веќе и тоа се повеќе замира, така што не знам дали воопшто се практикува. Продолжение... Ќе се развива, да речеме. Да се обидеме да дадеме одговор зошто толку често песните кои што се пеат, првата песна на која што ни текнува е Коледа леде, паднало греде, отепало деде. Зошто се толку морбитни? Па, видите сега, тоа не дури и василичарите често пати се вулгарни. Да. Значи тоа е карактеристика за целиот овој период, кога сме ке претерувањата, се пеат како што ги викаат луѓето мрсни песни или се пеат ранења, некаде викаат ранења, како се нарануваат луѓето, ама наранување во наводници. Гадни песни, гнасни песни, гнасни думи некаде се нарекуваат во источниот дел на Македонија. Така што тоа е одлика за целиот овој период. Сега зошто тоа се прави? Значи тоа е повторно се поврзува со тој период каде што луѓето веруваат дека верувањата се дека тоа се тие некрстени денови, каде што може се да се зборува и вулгарностите да се прави. Значи тоа е една слободоумност на некој начин, еден слободарски дух кој што може да се практикува. Тогаш дозволени се многу работи, тогаш дозволено и крадењето. Се случувало
значи коледарите или василичарите да појдат во некој двор на некоја куќа, да му ја земат колата на човекот, дрвената кола или запрежна, Така. и да му ја запалат на огништето кое што го говорат на сред село или во малото. Значи и тоа е дозволено. Дозволени сите овие мрсни песни кои што, како што кажав, се пееле за токму за овој период. Сега и во социјалистичкиот период кога се навратам, каде што и истражувачите кои што работеле на таа проблематика, етнолозите, конкретно еден професор кој што е основачот на нашиот институт, професорот Бранислав Русич, чии материјали кои што ги истражувал се депонирани денеска во архивот на МАНУ. Меѓу другото има запишано тоа дека многу песни што тој ги собирал и што ги пронашол, не смел да ги објавува затоа што се несоодветни биле и имал забрана од властите за такво нешто да се објавува во одредени списанија, часописи кои што тогаш функционирале. Цензура имаше? Цензура имало и тогаш за таа работа, што тоа немало тука политика. Или некој може да го запре тоа? Да. Тоа едноставно постојат материјали, но кажува тој дека всушност многу од материјалите кои што тој ги пронашол не ги објавил токму тие причини што имал на некој начин цензура од властите. Ке се црквата секако ќе се обиде, меѓутоа ќе успее ли од тоа да ги искорени тие вулгарни и морбидни песни и да наметне нешто што е без претенување? Како што рече професорот, обиди што мима, нешто ќе се успее, ако не 100%, половично или делумно. Секако како црква мора да делува во таа смисла, зашто црквата е улогата да се сочува, значи моралот да биде чистина, чисто да се верува, да не се осквернави верата. Обичаите се обичаи. Видете, ние кога студираме, кога учиме, имаме значи ние канонско напишано право, правила и обичајно право, кое што има правна сила ако не се противи на црковните канони, на догмите. Тоа што се пренесува од колено на колено не е никаде запишано, меѓутоа има правна сила. Да се употребува понатаму и да продолжува да се практикува. Ама тука во тие обичаи веќе ако навлегле суеверија, ако навлегле некои паганизми, значи црквата ги знае да ги разликува и тогаш постепено наеднаш не може, но се успева. Во мојата свештеничка кариера јас знам неколку работи кои што веќе не постојат. Курбано да речеме, порано беше неминовно да се заколе животинче кој се основува дом, кој се копа темели. Тоа веќе не постои. Или ако постои 0,01% на тоа. И така и други работи околу учењето, околу правилното верување. Па се надевам дека и овие сега, вакви што ги рековме, непристојни, недостојни, недолични однесувања, постепено може, ако не се запрат најнаш не може да се запре ништо, меѓутоа да се намалат, да се редуцираат или да се преобразат некако во некои попристојни постапки и однесување на луѓето. Всушност, за овие непристојни, значи, песни кои што се пеат, има, сепак тие се дел од нашиот фолклор, нашето минато, тоа е богатство и тоа е запишано, значи Кирил Пенушлиски, покојни професор Кирил Пенушлиски ги има запишано. Да, кои што се објавени уште многу одамна, значи пред некои 30 години, можда и повеќе, 40 години се објавени, значи постои цела книга со вакви мрсни песни кои што се пееле во Македонија. Да направиме овде и втората пауза за реклами, ќе се вратиме веднаш во студиото. Да се И пред малку позборувавме и за така наречените мрсни или безобразни песни, зборувавме за традицијата која што всушност влегла толку длабоко во навиките на луѓето и навистина дури веќе преминала граница со претерување, она што во продолжение се наметнува како нешто што не смееме да го изоставиме во овој разговор, иако сме веќе кон крајот на емисијата, да позборуваме за лепчето кое што се крши со паричка, некогаш за Василица, некогаш за Бадник. Господин Трпевски, да ни објасните всушност она што господин Томе го кажа е всушност и одговор на прашањето до некаде дека 2000 и нешто години христијанство е одговорот. Традиција и вера, така да. Така, зошто на различни денови, на различни празници се применува истиот обичај? Па, значи тука често пати прашањето се поставува е кој е правилното, дали е правилно да се става паричката за Бадник или да се става паричката за Василица. И во некои предели на Македонија во некои предели е за Бадник, некои за Василица точно. Но
не можеме ние да кажеме како етнолози дека ова е правилно или ова е погрешно. Значи според нас во етнологијата и антропологијата се е точно и се е правилно и не можеме ние да се мешаме во она што го практикуваат луѓето. Постои едно објаснување кое што кажува дека наводно оние области кои што се повеќе во близина на Српската православна црква и биле поблиску до Бугарската православна црква, повеќе го практикуваат поставувањето на паричето во забанник, додека останатите кои што биле подалеку од тоа влијание, кои што влијаело на некој начин, овие цркви влијале врз овие простори, всушност тоа се практикува за Василица. Така што денеска во северните делови од Македонија и источни делови на Македонија повеќе се прави за банник, додека во централните и одејќи на запад тоа се прави на важно присутни си и двата обичаи во Македонија. Така што кај брсјаците конкретно кај брсјачката етнолошка целина, тоа повеќе се практикува паричка да се става за Василица, за разлика во Шопско-Брегалничката или во северните овие горновардарска етнографска целина или во другите предели, значи што се тука, во тој контекст, во тој дел, значи повеќе се практикува да се прави тоа за банник. Еве кај нас јас сум од централно може да се рече. Вие сте за Василица? Не, за банник. Јас памтам како дете. Зошто лепчево паричка? Смислата е иста. И во е лепче, тоа е лепче сега дали е мазник, дали е зелник или некаде е пита, некаде е лепче. Битно е паричката, символот значи на парата е порака за здравје, за изобилие, за среќа, за добробит, исто така и на Василица го се прави. Според мене, значи нема разлика и не е грешно ако се прави. Некаде па и на двата дена. И на банди го прават. Не е тоа нити суеверие, нити празноверие, тоа е еден символичен настан кој што има врска ваму со почетокот на новата година, оде почетокот на раѓањето, пак на нова година, новото лето со раѓањето Христово. И со среќата, така да прати во текот на година. Не е грешно и на двата дена се прави. Или таму или на Банник или на Василица или пак некако сака и два пати може да направи. Не ја осквернува верата воопшто нити празникот, нити величијата на тие денови. Значи нема нека основа суеверна или празноверна со тоа што се прави. Тоа си има символика. Исто како што има символика лебот и виното што ние на светата литургија ги примаме како тело и крв Христови. Исто така на славите во чест на на светителот принесуваме тоа како дар принесување кон Бога. На венчавките исто ги зарануваме младите, бидејќи зачекоруваат во нов живот, брачен заеднички, со лепчи, со вино и со солца. Значи, лебот е присутен секогаш во секоја манифестација во црквата. Не само околу Бадник и Божик, меѓутоа и на погреби, и на свадби. Преку целата година. Па и на точно така. Така, лебот, виното, водата, свеќата се некои од... Без нив од... не може, да. Тие се основни средства со кои што се манифестира нешто што сака да се направи. Така. Да го завршиме овој разговор со карневалите, кои што се секако главната асоциација. Се согласивме веќе дека карневали е популарен термин, меѓутоа така е попримен во народот, да, еве маскирањето да го наречеме. Најпопуларното е во Вевчани, меѓутоа се среќаваат и во Бегниште и во Бегниште, селото Куратица исто така има тие денови карневали. Понатаму има во, значи џамаларите како што кажа се ги има во Бегниште и во Ресава. Понатаму во скопските села има исто се стркнуваат под името Џамалџи и Џамалари. Исто така. И нашиот крај исто, на Василица, Богомилово исто, Џамалари. Исто има во Кумановско, во Агино село се сретнуваат вакви групи. Понатаму имаме во Суровари, има во село Звегор, во Пијанет, Делчевско. Така. Во Егејска Македонија се познати како Ешкари. Во Егејски дел на Македонија како Ешкари, да. Бабари се во Битолско, ако не грешам. Како? Бабари во Битолско, ако не грешам. Има Мариово исто се среќава како бабари и така натаму. Значи ги има во различни форми, така што во најголем дел денеска се во Мариово на пример се целосно изумрени, таму нема луѓе. Во Азот исто така не се практикуваат, речиси. Но во оние места кои што се уште се живи, се практикуваат и се секаде се подеднакво бучни кога ќе се појават и секако се подеднакво страшни кога ќе страшни и вулгарни. Тоа има целта. И вулгарни, тоа целта да се. Иначе такви представи театарски не гледаме и по современите театри, така. Драми, комедии. Всушност и ова еден вид само малку поизменет. Уличен нережиран театар. Важно е културна манифестација, ајде смисла да се рече. На крајот на овој разговор ќе пред да ви се заблагодарам за вашето присуство. Отец Томе,
еве прво вас ќе ве замолам, зборувавте во неколку наврати за претерувањето. Која е вашата порака до нашите гледачи поврзана со сите овие новогодишни денови, со Василица, меѓутоа и со сите обреди, со сите весели, тажни моменти, со сите празници? Па таа е пораката и како човек лично, како свештеник и воопшто како представник на црквата која што секако води сметка за своите верници, за својот народ. Претерувањето, значи се може да се употреби, пак ќе употреба мислата на Свети апостол Павле. Се ни е дозволено, ама се не ни на корист. Значи секогаш треба да има ограничување. Најнапред при зборувањето, значи тие духовни греови што ги викаме ние, да се воздржуваме од навреди, од псовки, од клевети, од омаловажување на своите блиски, на своите роднини или пријатели и воопшто на секој човек, а во јадењето секако и дома треба да има рестрикција и всушност и постите што се воведени, што ги практикуваме, тоа значи воздржување не само од мрсна храна, туку и од постна. Значи тој период е рестриктивен период на се, на јадење, пиење, зборење, однесување, така што навистина се забележува. Јас и ден денеска забележувам, било да се однесува на свадби, на други свечености, на банкети, па и на слави домашни, навистина нешто е претерано што се прави, може тоа да се прави толку колку што е потребно. Ако некој има вишок од она што се приложува на трпезата или што се дава за душа или за веселба, имаме ние во наше општество доста кои што немаат такви можности и навистина е полезно да се дарува на тие што немаат. Мене често пати ми поставуваат прашање за парастоците, за помените, за погребите, зошто се дава? Се давало секогаш, значи од уште првите почетоци на христијанската црква. За душа, за спасенина, оне што починал, како добро дело се сметало да се подари, било храна, било пари, било средства други, на оние што се сиромашни. Ние сега денеска да го правиме, меѓутоа го правиме на тие што не им треба, тие што се околу нас. А не е грешно да се дава, значи од тоа се смета како добро дело за оние што починал пред нас и не е грешно да се дава, но да се дава на тие што им треба. Во секоја смисла, на секоја манифестација, ограничување, воздржување и од телесни и од духовни претерувања. Умереност во се. Така. Ќе искористам вашата порака дека која што прочитавте на почетокот на овој разговор, тоа дека обичаите, адетите без разлика како се разликуваат се навистина богатство и дека треба да се трудиме да ги сочуваме за крајот на Па да, најчесто тоа треба да биде опатено до надлежните, нели, институции кои што треба да финансираат во тоа да се соберат на некој начин тие материјали кои што она што луѓето го знаат со себе, кои што го имаат во себе, кои што го знаат, кои што го практикуваат, кои што денеска се третира од аспект на културата и етнологијата како нематеријално културно наследство, кое што е вредно и на таков начин треба да го зачуваме и да го прикажеме во себе. Зашто според тие обичаи се препознаваме како посебен народ. Ви благодарам за гостувањето, ќе ви посакам многу здравје, многу среќа, многу успех и да се гледаме уште многу пати во 2017. Благодариме на честа и на поканата. Фала на поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што го проследивте ова отворено студио на телевизија Нова, секако не го менувате каналот.